Добар ден. Петок, 14 часот. За некој може би е само еден обичен ден. За нас како телевизија ова е еден голем ден, бидејќи денеска Еден ТВ заокружува една година од своето постоење, една година од своето работење, една година различна програма од сите други медиуми. Јас сум Владко Чаловски, ова е Јана Јосифовска. Јана, што е она што ќе го гледаме денес? Така е, добар ден до вас најпрво од мене и секако среќен роден ден Еден ТВ. Во продолжение следува генералната најава на ова богато роденденско, отворено и маратонско студио 1. Започнуваме со оној стандарден дел, секако ќе погледнеме парчиња и извадоци од вчерашните најинтересни разговори во отвореното студио 1, каде што вечерта беше домаќин секако колегата Александар Чумовски. Ќе погледнеме еден промотивен роденденски материјал. Па потоа веќе од 14 часот и 30 минути секако вестите на Еден ТВ со најновите информации колегата Александар Петрески. Со мене и со колегата Владко Чаловски повторно се гледате од тука во 15 часот и 20 минути. Ке имаме разговор со Дејан Георгиевски, кој што меѓу другото е експерт за медиуми и доаѓа од Центарот за развој на медиумите, а главната тема ќе ни биде какво е влијанието и моќта на телевизијата во современото општество, а потоа веќе во 15 часот и 40 минути она што е стандардно разговор со Дејан Андоновиќ за најактуелните светски настани и случувања. 16 часот повторно вестите на Еден ТВ, за потоа веќе во 17 часот јас и колегата Владко Чаловски за гости во студиото да ги имаме Дејан Донев, универзитетскиот професор, и онаа тема за ефтаназијата која што последниве денови е актуелна, односно главното прашање е милосрдие или убиство, секако ќе слушнеме и различни страни од оваа приказна. 17 часот и 30 минути веќе ви е добро познато. Стартува забавниот дел на Еден ТВ, почнува со возење со Вучиќ, па потоа ги имаме нашите ексклузивци Стефани, Нина со секако интересните прилози и веќе 18 часот и 45 минути Сергеј Варошлија со неговото студио Мода, модните критики и совети до вас. 19 часот и 20 минути ќе имаме еден малку поразличен концепт, роденденски во вечерното отворено студио 1, односно специјално роденденско студио. Секако со колешката Јадранка Костова ќе започне разговорот со главниот и одговорен уредник на Еден ТВ Ацо Кабранов и секако Анета Кочишки по повод оние впечатоци од изминатава година на Еден ТВ. Потоа, веќе во 20 часот, секако на централниот дневник на Еден ТВ, со колешката Елена Джугуманова, Јадранка Костова, гости во дневникот Игор Јанушев од ВМРО-ДПМН и Александар Кирацовски од СДСМ. 21 часот повторно ќе биде отворено студиото со еден специјален дел, каде што ќе има повторно разговор Јадранка Костова со уредниците, оние веќе домаќини секој ден различно што се менуваат во отвореното студио 1. Уредничката на информативната редакција Гордана Дувњак, секако Александар Чумовски, Саша Ордановски и Боријан Јовановски. 22 часот флеш вести, кратки вести ќе погледнаме за веќе од 22 часот и 30 минути да го имаме во живо од отвореното студио 1 специјалното роденденско издание на нашите ексклузивци, односно целиот тим на ексклузив ќе ви приреди одлична забава со многу гости, музика и секако ќе има и роденденска торта како за окружување некаде до полноќ на ова отворено студио 1. Бидејќи кога, еве Јана на пример, што е телевизија кога ќе те прашаат, нели малку се подзамислуваш? Да. Како да одговориш за да ја доловиш цела она слика? Да, се подзамислувам, меѓутоа не знам дали постои само еден збор што може да можеби она што е на цела слика. Можеби она што е најгенерално прифатливо телевизијата е магија. Да, можеби за некој наликува како клише, меѓутоа верувам дека за сите ние што се бавиме со тоа, дефинитивно би го потврдила дека меѓу другото е и магија. Да, таа магија токму ни дозволува да ја употребиме нашата имагинација, да се играме со сликата, со тонот, со боите, бидејќи денеска славиме една година од постоењето на Еден ТВ
изработивме еден промо материјал кој што ќе го погледнеме во продолжение и освен тој промо материјал имаме уште една најава, така. Да, таа е она, иако денеска 29 март, секако роден денот на 1ТВ, главната манифестација, односно прослава ќе биде во понеделник на 1 април во 20 часот и 30 минути во Македонската филхармонија, каде што секако ќе има директен пренос. Така, па за во овој дел јас и Чаловски да не должиме многу, предлагам да ги погледнеме промотивните материјали. Не случајно го одбравме бројот 1 како име на оваа телевизија. Ние го заслужуваме бројот 1. Ние сме број 1. Среќен роден ден 1ТВ. Една година 1ТВ. Понеделник, 1 април, 20 часот и 30 минути. Директен пренос од роденденската прослава на 1ТВ во Македонска филхармонија. Спектакуларно концертно и мултимедијално доживување. Изведувачи: Македонска филхармонија, Тамара Тодевска, Владко Лозановски, Владко Стефановски и хор Злата Мегленска. Бидете со нас. Една година, 1ТВ. Се враќаме назад во живо од студиото. Токму така како што можевте да видите што ќе се случува на први на прославата на 1ТВ. 1ТВ е телевизија која што нема да звучам скромно и ќе го кажам она што сериозно го мислам, телевизија која што со само една година од своето постоење мислам дека направи многу поразлични работи од она што сме навикнати да го гледаме во Македонија. Разбивме една условно кажано монотонија. Ја донесовме свежината. Можеби на некој начин во медиумскиот простор ги размрдавме можеби другите. Ги размрдавме и другите. Так, ги размрдавме и другите телевизии, начално она медиуми, така што на добар пат сме, верувам, Чаловски, да постигнеме уште многу повеќе. Без разлика, можеби некои ќе се согласат, можеби некои не, но факт е дека и другите почнаа да прават некакви промени, што е добро. Што е добро, бидејќи што поширок спектар на теми, на програми во македонските медиуми, толку подобро. Не само за нас како телевизија, туку за целиот медиумски простор во Македонија. Да, и ова ќе биде и исто така едно добро интро за она што нели во 15 часот и 20 минути како што најавивме ќе слушнеме и од експертите не само за 1ТВ, меѓутоа интересно е да се слушне како се толкува, односно како котира и како стои, дали се уште исто влијанието на и моќта на пораката пренесена преку телевизијата во современото општество во кое што живееме и функционираме, така што да, денеска посветено е секако се роденденски однос на она што одбележуваме една година 1ТВ. Толку во овој дел Чаловски да продолжиме со оние најави, односно извадоци, поенти од вчерашните разговори. Така, гостин Чомовски во вчерашното издание на Студио 1 беше вице-премиерот Кочо Ангјушев, со кој што разговара на многу различни теми, се она што не очекува во престојниот период, но и како да ги поправиме сите бројки во извештаите, кога е во поглед не само економијата, туку Македонија е на чекор кон НАТО и ЕУ, па така државата постојано има потреба да се реформира. Уште еднаш ќе потенцирам, бидејќи навистина мислам, тоа добри се реформите, добро е постојано да се обновува. Нема да должам многу за што разговара Ангјушев и Чомовски, гледаме мал дел, целиот разговор го има на YouTube каналот на 1ТВ или на сајтот 1tv.mk. Малку за таа структура на странските инвеститори. Да. Колку во сето тоа има финансиски придобивки врзано за дивидендите, распределбата, колку се реално тие инвестиции во производство, во нови линии технолошки, нови работни места и така натаму? Видите, се реални
И јас ќе кажам зошто се реални. Прво еве, ако сакате да го споредуваме и тоа, можеме да го споредуваме со претходните години. Јас обично ги памтам бројките, но за да бидам прецизен земав некои табели со мене. Викаме 2018 година 624 милиона евра, од кои 405 милиона евра во категоријата сопственички капитал и реинвестирана добивка. Значи, видете, вика и сопственички капитал. Знаете, ако се чита половина информацијата, тогаш е тоа дезинформација. Јас за тоа сакам информациите целосно да ги читам. Кога викаме сопственички капитал, тоа е и капиталот кој што го носат сопствениците за да формираат фирми во нашата држава. И тоа оваа година било 405 милиона. Јас ќе кажам еден пример само. Па Фени е само 100 милиона евра. Значи, само Фени донесоа 79 милиона евра кои што ги исплатија доверители банки и нормално плюс оперативен капитал за да може да работат, само тоа е 100 милиона евра. Да не заборавиме дека 19 фабрики се градат моментално во технолошко-индустријските развојни зони и уште 30 на надвор од нив. Сето тоа се директни странски инвестиции. Или ако сакаме да бидеме уште попрецизни, па еве да видиме истата таа категорија. Ако у оваа категорија сопственички капитал и реинвестирана добивка, оваа година се 405 милиона од 624, во 2017 биле 218 од 181, значи повеќе од колку што било вкупното. Значи, во 2016 година биле 293 од 338, 86% биле. Во 2015 година биле 77 од 216. Еве и уназад ќе ги видиме годиниве. Да речеме, има една позитивна конотација, тоа дека што се реинвестира добивката, јакне довербата кон внатрешните механизми на економија и безбедност. Видите, ние секогаш мораме да зборуваме со ист именител, ако сакаме математички, нели, да прецизно ги дефинираме појавите. Значи, јас само ги ставам на ист именител, онака како што биле мерени минатите години, ги мериме и сега. Нема причина зошто да ги мериме поинаку, бидејќи тоа е таа методологија која што ја има Народната банка, која што уствари ги вади овие податоци. Така да нема сомнеш, без разлика кој колку сака да ги релативизира тие бројки, тие не се релативизираат, тие се апсолутни бројки и точни бројки. Како што јас немам намера тоа што е лошо да го лакирам, како што вие рековте, и да го разубавувам, да речеме, за јавноста, не го кажувам отворено. Има работи кои што треба да се подобрат, има пропусти, но тоа што е добро, па од друга страна немаме потреба ние као општество да го кажуваме дека е лошо. Тоа е добро и тоа е факт. И јас сум среќен со тоа, очекувам оваа година таа бројка да биде уште поголема. Она што е многу важно, тоа е над 6% од бруто домашниот производ во државата. Тоа значи све што е над 5% од бруто домашниот производ на државата, како директна странска инвестиција, е здраво за државата. Но видите, господине Чомовски, што е многу битно? Многу е битно бројките кои што ние ги кажуваме на што се темелат. Ако земеме дека овие бројки кои што ние ги зборуваме како пораст на бруто домашен производ од 3,7% у последниот квартал, е без партиципација на државата, со лоши капитални реализации на капитални инвестиции од државата, тоа значи дека тој бруто домашен производ е генериран од реалниот сектор, од приватниот сектор. И мене тоа многу ме радува. Видите, тоа ме радува повеќе отколку да имаме раст од 5,5%, ама во тој раст државата 5% да учествува. Бидејќи тој раст е нездрав. Ние таков раст можевме да генерираме претходно и ако се направи анализа во претходните години кои што исто така се скромни по раст, да речеме последните 10 години ако ги земете во просек се околу 3%, нема тука некои големи растови просечно, но ако видите колкава е учеството на државата во тој раст, со задолжување од 3 милиарди евра, значи, тогаш ќе сватите дека реалниот раст бил 0,5%. Сега тој реален раст е 3,7%. Знаете зошто? Затоа што едно е вие да растете во последните 5 години и при тоа да се задолжите 3 милиарди евра, лесно се расте со задолжување од 3 милиарди евра. Ама прашање у кои проекти тоа ќе го употребите, дали се тие физибилни, и сега да не спомињаме у што беше употребено и дека не се физибилни, а друго е да го остварите тој раст без задолжување. Или вака најпластично да објаснам за пошироката јавност, не е исто ако во вашата фамилија земете кредит од 200.000 евра и правите активности, градите куќа, купуете мебел, и јас сега да ве стигнам вас во истата активност, ама да не земам никаков кредит. И да бараме да постигнеме исти ефекти во економијата. Видете, ние ги постигнавме тие ефекти без земање кредити.
На тема економија вчера имавме можност да слушнеме мислење и од академикот и секако економски експерт Беџети, кој што за еден ТВ даде неколку своји коментари и ставови како да се подобриме на економски план за него. Меѓу другото е важно, како што рече, да се отпушат каналите на институциите за да профункционира и за да почне да се работи на економијата, секако да се намали невработеноста и оно што е примарно, да им се обезбеди на младите во земјава некаков начин за екзистенција, за да останат тука, за да не ја напуштаат државата и соодветни работни места. Во продолжение ќе погледнеме и слушнеме и еден дел од овој разговор. Сега сите почнеме да кукаме, немаме работна сила. Овде во овој момент да собереме има најмалку 1500 млади луѓе кои се способни. Ги научивме на лешперење или се уште немаме филозофија како да ги приспособиме за новите работни места и новите предизвици. Родителите велат учи сине за да не бидеш работник. Или учи за да работиш нешто што е лесно за тебе, во јавна администрација, било каде некаде кај што не треба да се потиш, да се зноиш, и затоа доведовме состојбата вака, каде што навистина нема работна сила кои се спремни да работат за такви плати. И уште помалку не можеме да најдеме да бидат и продуктивни за таквите ниски плати. Имено тоа што вели дека јас можам толку малку да работам, што вие не можете толку малку да ме платите. Ама има и еден друг парадокс. Значи, сите овие што се одселуваат, да речем, освен високо квалификуваната работна сила, спремни се да работат во едни прилично остри пазарни услови. На тоа. И многумина велат, ако можам да работам таму, дали не можам тука да работам. Прашањето е дали нашиве па знаат да продуцираат работни места и производи за тоа. Додека пред 10 години компаниите бара најголем пристап до изворите за финансирање. Се што да им помогнеш, да им кажеш ќе поддржуваме капацитети ваши, ќе ве поддржуваме консултантски, едно друго, сите бра, не ни треба ни памет, не ни треба ни ова, ни треба пристап до пари. Сега, верувај, пред 3 месеци имав јас една конференција во универзитетот, каде што 90% од предприемачите, од стопанствениците, никој не спомна пари. Беа овие фондот за иновации да презентираат. Банките се полни како апсолутно. Прв пат не бараат пристап до пари, бараат кадрови, значи нема потенцијал и кадар соодветен да работи. И тука е и образовниот систем генерално, значи на некој начин и тие вредности што ние ги создаваме се асиметрични на пазарот на трудот и таа асиметрија мора да ја препознаваме, дека буквално пазарот на трудот бара нешто, ние му пружиме нешто друго. Како ви делува забелешката на германските компании дека нула владата прави за економија? Уште ли ќе живееме под превезот дека најважна ни е преспа и меѓународната позиција? Тоа беа предуслови важни во секој случај и помина сето тоа. Сега ние треба да ги почнеме да ги вкусиме бенефитите од тоа. Значи, јас знам дека запушени се каналите на трансмисија на ефектите. Нешто што треба да се пренесува. Значи, policy makers, тие што ги создават политиките, тие што генерираат извори за финансирање и така, треба да едноставно признават дека како ќе се пренесува ова во услови кога имаме запушени канали на институциите. Значи, не мислам тука само на ресурси, но преди се човекови ресурси. Ние не можеме на некој начин тие да ги пренесуваме во реалниот сектор. Значи, изгубена реалноста. Поместување е реалноста од policy makers до тие што ги применуваат тие политики. Е огромна дистанца создадена. Во предпоставките дека само што не почнал економскиот бум во Македонија пред предизвиците НАТО да дојде, еве доста со преспа, сега почињаме градежна оператива, ние сме април, уште нема ни дел од големата градежна офанзива. Ние тек ќе се суочиме со огромен недостиг на, да речам, не е толку софистицирано едуцирана работна сила, туку со техничка работна сила, со тие што знаат практично и да работат. Да работат и на земјоделие, да работат и во угостителство, да работат елементарно. Значи, тие средните skills based, значи вештински based на професии. Ние тек се суочиме, jer тоа ќе ни привлече се Германија. На нив им е потребно негде 600.000
работници, секоја година нова работна сила и сите тоа не високо квалификовани, туку точно средно квалификовани со вештини. Гостинка на Чомовски во отвореното студио беше универзитетската професорка Мирјана Малевска. Имено председателските избори се ближат, веќе се најавени председателските кампањи. Силјановска започнува од Охрид, Стево Пендаровски од Прилеп, Плерим Река од Скопје. Чомовски и Малевска зборува за тоа како ќе се на некој начин гласа, дали по етничка припадност или како или по граѓанска поделба. Според професорката Малевска, сепак позитивно е тоа што СДСМ и ДУИ договориле заеднички кандидат, но вели успех за општеството е само кога корупцијата нема да биде заеднички именител на една коалиција. Го слушаме и овој дел. Како ви изгледа почетокот на овој амбиент? Ќе се тестираме врз етнички дискурси или врз граѓанско гласачко тело? Па мислам дека ќе се тестираме и врз едниот принцип и врз другиот принцип. Најавата на кандидати кои припаѓаат и на двете етнички заедници говори дека гласачкото тело, барем во првиот круг, ќе биде поделено. Тоа е едната ситуација граѓански, врз основа на граѓанска визија некоја, да, меѓу нешто што представува можеби иднина, така би го дефинирала овој концепт за НАТО, Европска унија, за заедница, за сите земја, за сите општество, за сите, и меѓу концептот на ревизија на ова што досега е постигнато. Тоа е она што другата опција го нуди и тука ќе се подели исто така гласачкото тело по таа некоја, да ја наречам условно, идеолошка или граѓанска основа. Ми се чини дека во овој момент има некакви специфики кои би требало поединечно да ги продискутираме. Прво, за прв пат ми се чини во овој политички ракурс на 27 години се појавува изборна коалиција меѓу една албанска и една македонска партија, СДСМ и ДУИ. Второ, сите председателски кандидати се универзитетски професори, што зборува за тоа дека потенцијали на креатори и така натаму, и се разбира дали се. И трето, во последниве 3-4 изборни циклуси албанците преферираат и свој, да речем, условно кандидати, кои исто така имаат некакви универзитетски префикси, од Мироше Ходжа па до сега до Плерим Река. Ајде да почнеме со првото. Што значи, да речем, условно оваа партиско-граѓанска коалиција меѓу СДСМ и ДУИ? Па тоа е еден чекор напред во однос на претходната ситуација, тоа е позитивно, тоа е за пофалба, да може две коалицијските партнери да постигнат заеднички кандидат, да се договорат за заеднички кандидат, бидејќи тие всушност се договараат за политичка платформа, која треба потоа да се испорача на граѓаните. Да се постигне заедничка политичка платформа е нешто што навистина е, да речам, известно достигнување во општество, да не биде само корупција заеднички именител на вакви коалиции, нали, како што сме имале случаи, како што има, туку да биде нешто политичка платформа. Јас би посакал да биде корупција, зашто ако се главните чинители со таа преокупација, тоа би требало да биде префикс за можно решавање. Не. Ако тоа постоело, значи да ги обединува само тој коруптивен момент. Корупцијската политика, не корупцијската. Да, се разбира дека е тоа позитивно. Сега, подобро би било да беше некој консензус поширок во општеството. Да кажеме, да се постигнеше консензус, бидејќи ова важен момент, нали? Пред почеток на преговори со Европска унија сме, еве, членство во НАТО, кандидатното очигледно невозможно во овој момент
во нашето општество, бидејќи поделбите се премногу Само и големи. тоа е за демократскиот амбиент да има конкуренција, без оглед колку се диаметрално различни позиции. Па не во секој момент се разбира дека е добро да има компетиција, да има надпревар, меѓутоа овој момент е, би рекла, историски. Се направи еден чекор многу потребен, но многу луѓе го доживеава како болен. Се отварат перспективи за земјата. Сега треба да зајакнеме како општество, нали, да се обединиме околу некои заеднички цели и стратегии како да се постигнат тие цели. Меѓутоа, очигледно дека и нивото на политичка култура Среќен роден